Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме со Даниел Стојчевски, поранешен директор на јавното предпријатие Чистота и зеленило и член на извршниот одбор на СДСМ Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер, Ели. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на ТВ Плюс телевизија. На пресконференција неделава информиравте дека општината заедно со јавното предпријатие Чистота и зеленило наскоро ќе набави полуподземни контейнери, што ќе значат овие контейнери садови за хигиената за градот, но и за намалување на оној сообраќајен метеж кој што се создаваше. Така, значи, додека бев во јавното предпријатие Чистота и зеленило, некаде околу 2 години, имав можност да ги видам сите предности како функционира јавното предпријатие, меѓутоа имав можност да ги видам и сите недостатоци кои што се во рамките на организирање и управување и изнесување на отпадот на територија на општина Куманово. И една од најголемите забелешки која што беше до јавното предпријатие од страна на граѓаните беше токму изнасањето на сметот од централно градско подрачје, од самите контейнери, каде што тие се со мал капацитет, немаат доволно можност да ги услужат граѓаните. Често пати се случува тие да бидат пренатрупани со смет, да се создава непријатна миризба и екипите на јавното предпријатие се должни да излегуваат и да ги празнат тие контейнери. Тоа празнење, тој процес на работа се одвива во 3 смени. Значи, постојано има камион кој оди во централно градско подрачје за чистење и празнење на тие контейнери. Меѓутоа, тоа представува дополнителен проблем кај возачите во сообраќајот, бидејќи се случува да се запречи сообраќајот, се ствара дополнителен метеж, граѓаните брзат по некои своји обврски, често пати реагираат. Овој процес на поставување на полуподземни контейнери, значи го немаме неизмислено, го имаме видено од модерните европски градови, лично го имам видено како функционира и мислам дека е еден убав начин. Тоа беше ставено и во програмата во рамките на јавното предпријатие уште минатата година, но за жал ние немавме доволно сопствени финансиски средства за да изведеме оваа работа и сега веќе општината го превзема овој процес, ќе набави 16 полуподземни контейнери кои ќе бидат поставени на 8 локации за почеток во централното градско подрачје, а се надевам дека согласно финансиските можности на општината ќе успееме да обезбедиме дополнителни количини. Веќе имаме една апликација до европските фондови со посериозни средства, каде бараме да ни бидат обезбедени средства за обезбедување на дополнителни такви контейнери. И би сакал само еден пресек да знаат граѓаните што значат всушност тие полуподземни контейнери. Тоа е еден пластичен конус кој се спушта 2/3 во земјата, кој има поливалентна вреќа, која се става во тој конус и има можност да собере или капацитет на смет од 5 кубика во однос на досегашните, од кои што се контейнери од 1 кубик, што би значило дека тие вреќи ќе собират 5 пати поголема количина на смет. Тој смет ќе биде ставен во земја, подоцна може да се организира не во рамките во текот на денот, кога има поголема фреквенција во сообраќај, туку во вечерните часови екипите на јавното предпријатие ќе дојдат, ќе го изнесат тој смет. Тој процес е многу едноставен и многу брзо оди, значи со посебно возило се подига таа вреќа, се празни во камионот. Идејата е да бидат поставени по 2 контейнери такви на една локација, каде што граѓаните ќе имаат можност во едниот да вршат селекција на пластика и на хартија, во другата ќе биде органскиот отпад и се надевам дека на таков начин ќе успееме да имаме и почиста животна средина, нема да го имаме веќе оној смет што го имаме сега околу контейнерите при несоодветен третман и фрлање на отпадот, при дување на ветер, кога често пати знаеме дека сметот излегува од самите контейнери и се простира низ улиците и создава една груба слика. И се надевам дека овој пилот проект ќе даде една убава слика во градот, а во текот на наредната година ќе обезбедиме што повеќе такви контейнери на што повеќе локации. Како некој кој доскоро беше во јавното предпријатие Чистота и зеленило, како сте задоволни од она што се реализираше изминатите години? Активностите кои што беа презедени? Значи, при самото моје поставување пред некаде околу 2,5 години, многу луѓе беа скептици, бидејќи јас бев млад човек на тогаш 28 години, а јавното предпријатие кое што е најголемо во општина Куманово има сериозни проблеми, сериозни финансиски проблеми, сериозни проблеми во работата и имаше такво едно размислување колку ќе успеам да се справам. Искрено, јас сум задоволен од она што беше постигнато во тие 2 години, иако можеше многу повеќе, меѓутоа толку беа можностите.
Би навел некои од проектите кои што ги реализиравме во рамките на јавното предпријатие за овие 2 години. Поставивме GPS локатори уреди на самите камиони преку донација, кои што и текако го олеснија работењето и процесот на изнесување на смет во јавното предпријатие. Воведовме нов програм за наплата, кој што граѓаните имаа многу реакции на тој програм. Воведовме и електронска наплата, кај што особено значеше во времето кога имавме карантини, па граѓаните не беа во можност да излегуваат, дури и не сакаа да чекаат пред самите наплатни центри, бидејќи може да бидат изложени на некој си ризик. Исто така отворивме и дополнителни наплатни центри во населбите, каде што граѓаните ќе имаат пристап за поблизок наплатен центар и полесно да може да наплаќаат. Во однос на опрема имаме набавено 3 метлачки кои што ги користиме за метење и чистење на јавно-прометни површини во централно градско подрачје, кое што морам да напоменам, и тоа е исто така донација од страна на Североисточен плански регион. Имаме обезбедено 2 трактори со 2 атомизера кои што ги користиме за наводнување на зелени површини при процесот на аеросолизација, но и како се најдоа тие во време на пандемијата кога вршевме дезинфекција на јавно-прометни површини. Од сопствени средства имаме обезбедено 2 камиона помали, 2 возила за изнесување на смет, а во рамките на проектот за регионална депонија и формирање на таа регионална депонија пред месец дена пристигна и првите камиони, 8 возила за изнесување на смет. Тоа се нови возила кои што овие денови се очекува да бидат пуштени и да ги користат вработените во јавното предпријатие. Тоа би значило дека до некаде речиси го имаме обновено целиот возен парк кога ќе почнат овие камиони со работа. Се надевам дека тогаш немаме да имаме пречки и застои во работата при изнесување на сметот, што беше пракса во минатото. Граѓаните особено реагираа на тоа и се надевам дека предпријатието и вработените што со овие камиони поуспешно ќе си ја работат и си извршуваат своите редовни работни задачи. Би сакал уште нешто да напоменам, она што беше шпекулација во градот, што се шпекулираше за мојата оставка од јавното предпријатие. Добро е познато во јавноста дека со градоначалникот сме блиски соработници и сум дел од неговиот тим. И во тој момент имавме позиција кога тогашниот секретар замина во пензија, секретарот на општина Куманово, при заеднички разговор, неговата проценка, впрочем и моја, беше дека можеби во тој момент мој личен придонес ќе биде поголем во рамките на општината отколку во јавното предпријатие и затоа се решивме на еден таков чекор. Сега сум во општината, таму ги извршувам своите работни задачи, меѓутоа сме во постојан контакт со директорката, бидејќи самите работни задачи кои што ги извршувам во општината налагаат еден таков однос. Би сакал да честитам за изборот. Таа во тој момент беше мој прв соработник на некој начин во рамките на јавното предпријатие. Ден денеска комуницираме и посакувам успешна работа. Задоволни ли сте во каква финансиска состојба го оставивте предпријатието? Така, па би сакал ќе ги кажам бројките, нека ги знаат граѓаните. Значи тоа не е тајна. Тие информации се изнесени на советот пред управниот одбор и мислам дека треба да ги знаат граѓаните. Во моментов кога јас стапив на функција во рамките на јавното предпријатие имаше долг од некаде околу 240 милиони денари или 4 милиони евра. Најголем дел, половина од тој долг беше долгот кој што фамозниот долг кој што јавното предпријатие го има кон управата за јавни приходи, кој што долг е создаден 2005, 2006 и 2007 година поради несервисирање на тој долг во тој период, а подоцна има судски пресуди, нараснато камати, каде што сега каматите се 2 пати поголеми од главниот долг и имаше обврски према вработени за останати К15, имаше дел каснење на половина или една плата, обврски према општината. За 2 години успеав да вратам долг од 90 милиони денари. Значи тоа беше најголем дел враќање на обврски према добавувачи, обврски према вработени, дел од долгот кој што го имавме према УЈП и дел од долгот кој што го имавме кон општината. Секако општината беше ветар во грб, што велиме ние народски, ми помагаше во тој дел во работа, меѓутоа најголем дел работата ја завршиме на џерскиот тим, бидејќи направивме многу редуцирање, многу кратење на трошоци, многу намалување на редовни трошоци кои што ги имавме. За пример ќе кажам, само со помош на GPS локаторите успеавме да направиме заштеда на месечно ниво од 30% во трошење на нафтата. Тоа се сериозни пари, бидејќи ние сериозни пари трошиме за нафта, за енергенсот.
успеавме да направиме и заштеди во одржување на самите возила, останати трошоци да ги намалиме. И при тој еден процес успеавме да дојдеме во една таква ситуација да имаме долг при моето излегување од 2 милиони евра, оној долг што е кон УЈП, и останатиот долг од 3 милиони денари се однесува на обврски кон 30 милиони денари, се извинувам, се однесува на обврски кон добавувачи, меѓутоа морам да потенцирам, во овој долг влегуваат и двата камиони нови кои што ги набавивме, кои што треба допрва да се отплаќаат, и така да сум задоволен апсолутно од финансиската состојба во овие 2 години како менаџиравме заедно со тимот што беше околу мене, а особено сум задоволен што во тој период од 2 години успеавме да направиме трансформација на некаде околу 65 вработени кои што беа на определено време, ги трансформиравме работниот однос на неопределено време, и за прв пат после 15 години платата на вработените во јавното предпријатие беше качена во 3 наврати, или вкупно за период од 2 години имаат покачување вработените на платата од некаде 15 до 20%, зависно од работната позиција која што е работа. Тоа беше на моја лична сатисфакција. Вработените беа задоволни, меѓутоа мислам и дека си ја заслужуваат таа плата, бидејќи се постојано на удар, постојано се изложени на ризик на улица, нели таква е природата на нашата работа, со ризици, и затоа и ова плата што ја земаат моментално, сметам дека е мала, меѓутоа треба дополнително да се работи за обезбедување на дополнителни приходи, за да може на вработените да бидат уште повеќе стимулирани и да земат уште поголема плата што ја заслужуваат нормално. На последната пресконференција во партијата ја споменавте и градската депонија, истакнавте дека таму повеќе нема пожари, што беше преземено на краст? Така, значи при моето доаѓање особено внимание обрнавме на самата депонија, бидејќи мисливме дека има таму некои аномалии при процесот на работа и воведовме нови процедури во работа, воведовме и нови луѓе. Започнавме со редовно третирање на отпадот кој што го носат камионите на самата локација. Тоа значи дека сметот кој што го добиваме, кој што беше депониран на самата депонија, го третиравме, го мешавме со земја постојано и не дозволувавме да дојде до процес на палење. Ако праксата беше во минатото да имаме палење, некогаш се случувало и по 2-3 месеца да гори, искрено многу сум задоволен што во период од 3 години немаме ниту едно палење на самата депонија. Имало некои помали проблеми кои што не се забележителни, кои што веднаш сме интервенирале, веднаш сме ги решавале, и во разговор како што истакнав со жителите на село Пчиња, тие особено се задоволни, и сега ако отидете на самата депонија да направите една репортажа, вие може да го видите само сметот кој што се носи во текот на денот. Останатиот смет не се гледа. Меѓутоа со проектот за регионална депонија и ова набргу ќе заврши, тоа место таму ќе биде само трансфер центар. Депонијата дополнително ќе се уредува со средства од Министерството за животна средина, односно од Европската унија. Таму ќе биде еден убав прекрасен парк, најверојатно според проектот како што е замислено. Отпадот кој што ќе се носи од општина Куманово веднаш ќе биде трансформиран во регионалната депонија во Свети Николи. Се надевам дека и овој проект многу брзо ќе профункционира. Започна гредната сезона, со тоа и проблемот со загадување, актуелен деновиве. Општината и јавното предпријатие Чистото и зеленило изминатите години беше вклучен, имаше и план, изработка краткорочни и долгорочни мерки. Еве синоќа членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН одржаа еден протест, една блокада пред општината, оставија и тегла со чист воздух за, како што велат, градоначалникот и администрацијата. Како го коментирате ова, но и генерално како гледате на проблемот со загадувањето? Па добро, мислам дека ова е чисто политиканство од страна на ВМРО-ДПМН. Има тие период од 11 години да го решат овој проблем. Не знам кои мерки, кои активности ги имат превземено, бидејќи овој проблем не е од вчера, овој проблем трае со години, и мислам дека најдрско е да протестирате против загаден воздух со автомобили. Мислам дека нема никаква логика, меѓутоа тоа е нивно, нема да навлегувам во политиката. Како јавно предпријатие направивме еден процес кој што исто така го превземаме, не го немаме ние измислено, од Словенија со научници и професори од други странски држави. Тоа е краткорочна метода на справување со загадување, односно методата на аеросолизација, каде што со атомизери и трактори предизвикуваме вештачки дожд. Чистичките се врзуваат за водата и се паѓа доле на површината, подоцна со наши цистерни вршиме перење, миење на улиците и се неутрализираат. Меѓутоа тоа е краткорочно решение во период од неколку часа кој навистина дава резултат. Меѓутоа потребно е да се спроведе еден долгорочен план каде што ќе се заштитиме, и факт е дека во периодот кога почнува грејната сезона
тогаш имаме и зголемено загадување на воздухот. Значи ние треба да се насочиме мерките кои што ќе бидат превземани во еднина и од страна на општина и од страна на државата, особено ќе биде потребно учество на владата, бидејќи се работи за некои посериозни мерки, посериозни средства, каде што ќе мора да се реагира директно во процесот на грејење, да се наоѓаат алтернативни начини, да бидат тие субвенционирани, да им бидат достапни на самите граѓани, бидејќи знаеме во каква социоекономска положба се наоѓаат нашите граѓани, ќе бидат потребни поголеми средства. Од страна на јавното предпријатие, она што го правевме беше засадување на нови дрвја. Имаме само во текот на минатата година засадено повеќе од 8000 дрва, кои што резултатот ќе го дадат по неколку години и ќе придонесат. Меѓутоа, како што истакнав и претходно, потребно е директно учество од страна на Министерството за животна средина во соработка со општина, за да се детектира точно проблемот. Та мислам дека сите веќе го знаеме каде е проблемот, бидејќи точно како оди сезоната, така и се зголемува загадувањето и тука ќе треба да се врши интервенција. Вториот бран на коронавирусот не го одмина ниту Куманово, секојдневно се зголемува бројката на заболени, активно сте вклучени во општинскиот штаб за заштита и спасување, носите одредени мерки, но и упатувате барање. Така, значи активно сум вклучен во општинскиот штаб, штабот редовно заседава, имаше поактивно учество при почетокот на пандемијата, бидејќи тогаш општина Куманово на ниво во рамките на нашата држава можеби имаше најголем број на заразени позитивни случаи, за жал, и тога се преземаа низа на мерки. Вршевме особено јавното предпријатие Чистота и зеленило со своите вработени, вршеше дезинфекција на јавно-прометни површини, тогаш ги користевме тие атомизери, ги користевме цистерните кои што ги имавме, и од страна на општина Куманово беа набавени пумпи каде што се врши дезинфекција во стамбените влезови, и морам да потенцирам и да упатам една благодарност до вработените на јавното предпријатие Чистота и зеленило, меѓутоа не беа само тие. Тука беа вклучени и противпожарна бригада со своји тимови, останатите јавни предпријатија со дел од своите луѓе, особено беше вклучено техничкото училиште кое што работеше на изготовка на тие пунктови за дезинфекција при влезовите во градот, и мислам дека дадовме активен ангажман и придонес во справување со ова светска пандемија. Штабот во моментот будно ја следи состојбата. Во однос на останатите општини од нашата држава, ние немаме толков голем број на заболени во моментот, бидејќи резултатите кои што излегуваат за општина Куманово се заедно со општините Липково и општината Стара Нога Ричене, тоа е вкупната бројка. За сега мислам дека состојбата е под контрола. Доколку биде потребно и доколку има проценки на штабот, ќе бидат во нареден период превземени низ активности во спречување на ширење на оваа пандемија. Меѓутоа тоа сепак ќе биде зависно од препораките кои што ќе ги дава владата. Би сакал да искористам ова прилика да упатам една порака до граѓаните да ги почитуваат мерките од страна на владата, од Комисијата за заразни болести, да се носи маска, да се држи редовно, да се држи пристојна дистанца и редовно да се дезинфицираат и да се мијат рацете. Мислам дека само на тој начин ќе успееме да се справиме со оваа пандемија. Месецов може би го одбележи пресконференцијата на градоначалникот по повод отчетот, така наречен, по повод 3 години од мандатот. Како најголем успех градоначалникот ги посочи одблокирањето на сметката, уличното осветлување и многу други проекти. Имаше коментари од опозицијата. Како гледате вие на ова што беше сработено изминативе години, како некој кој е близок човек на првиот човек на Куманово? Дело тимот. И дали можеше повеќе? Секако дека секогаш може повеќе. Меѓутоа, согласност, можностите и она што беше финансиска состојба, ако земеме в предбит дека имавме 2 или 3 изборни циклуси заедно со референдумот, имаме во текот на цела мината година проблем со пандемија, каде што активно општината презема учество за справување, мислам дека и доста е постигнато. Како што наведовте, направена и првата катна гаража, која што беше наведена во програмата на градоначалникот, изготвен и првиот направен и уреден е првиот кружен тек при влезот на градот, кој што дава една поинаква слика при влегување во самиот град. Уредено е завршена е прва фаза од уредување на речното корито. Решен е од еден од најголемите проблеми, каде што во минатото уличното осветлување представуваше проблем број 1 кај граѓаните. Тоа сега веќе не е така, решено е со потребни дополнителни корекции за воведување на дополнителни сиелични места кои што во текот на едната година ќе се решат.
Меѓутоа, за да изготвите една целосна програма и за да направите нешто во еден град, за да смените целосна слика, а имајќи ги предвид сите финансиски проблеми и потешкоти кои што ги имаше општината, кои што градоначалникот успешно се справи со нив и сега општината веќе не е задолжена, мислам дека во период од 4 години е малку и затоа најверојатно и градоначалникот изјави дека ќе побара поддршка од граѓаните за уште 4 години и во наредните 5 години сите оние проекти зацртани и дополнително нови проекти ќе бидат спроведени од страна на општина Куманово и градоначалникот Максим Димитриевски. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Куманово, Бране Петрушевски, посочи дека не достигаат ветените проекти. Ја споменавте една такатна гаража, биле ветени повеќе, како и сообраќајни решенија, повеќе кружни текови, особено го потенцираа делот кај Митев мост. Мислам дека општината објави план, дека е во изработка. Имате ли информации кога би можело тоа да започне да се реализира? Така. Значи веќе се работи на проектот за изградба и на нов кружен ток кај Митев мост, се работи на урбанистичко планирање и можности за негово поставување, се работи на забелешките од страна на граѓаните кои што ги има во однос на тој кружен тек. Значи сето она што беше ветено во програмата започна и да се реализира. Зборуваме за недовршен мандат, зборуваме за 3 години. Но политичката партија ВМРО-ДПМН и Бране Петрушевски треба да бидат свесни дека во периодот додека тие беа на централна власт, не само што не направија ништо за општина Куманово, освен едно тениско игралиште, тие успеа со фиктивни блокади и извршни решенија за денационализација дополнително да ја блокираат општината, кои што средства општината место да ги вложи во инвестиција на капитални инфраструктурни проекти во улици, реконструкција на водоводни мрежи, канализација, ние бевме соочени со состојба да враќаме некои стари долгови. Тоа беше направено во време на ВМРО-ДПМН, кога тие беа на централна власт, со експресно донесени судски пресуди и извршни решенија и блокади врз општина Куманово. Сега тоа е веќе надминато, нема такви блокади, општината е застаната на здрави нозе и сите оние ветени проекти, а не реализирани, а најголем дел има и реализирани, во наредниот период ќе бидат довршени. Но како што истакнав, ќе биде потребно уште еден мандат за да градоначалникот направи една целосна слика за градот и сето она што го има замислено да го реализира. Малку е период од 4 години. Ќе профункционира ли индустријската зона? Општината доби поддршка од владата за пристапната инфраструктура, таму веќе нешто се реализираше. Очекувате ли интерес? Така, во индустријската зона има општината добиено помош од финансиски средства од страна на државата во неколку фази, сега точниот износ не го знам, веќе таму се работи, е поставено атмосферска канализација, веќе се работи и на асфалтирање на патот при влезот на самата индустријска зона во почетните патеки и се врши на формирање на еден тротоар, патека за движење. Таму веќе има изградено 2 фабрики, од кои мислам дека едната и функционира, активно работи. Во фаза е на изградба 3-та фабрика, но она што е најинтересно е најверојатно поради самата локација на која што се наоѓа таа индустријска зона, проаѓа нели низ 2 коридора, вржува 4 соседни, 5 соседни држави, голем е интересот, многу странки заинтересирани, многу бизнисмени, многу индустрии веќе доаѓаат во општината, се распрашуваат за условите и начините за можност за изградба на нови индустријски капацитети. Мислам и оптимисум дека во нареден период индустријската зона активно ќе се развива и ќе имаме поголеми инвестиции во тој дел, каде што ќе биде особено значајно за општина Куманово и граѓаните на општина Куманово, бидејќи нормално е дека ќе бидат отворени нови работни места, со поголеми нови работни места нормално е дека и платите ќе раснат и граѓаните ќе имаат можност да се најдат солуција за прибарање на својата работа. Деновиве беше објавено дека и ќе бидат обезбедени средства од државата за реконструкција на Соколана, додека општината пак преку проект обезбеди средства за уредување на спомен костурница. Ќе се врати ли сјајот на овие значајни објекти за кумановци? Така, тоа беше исто така најавено во програмата на градоначалникот при кандидирање дека ќе бараме враќање на спортската сала Соколана и веќе тие објекти успеавме да ги вратиме под владение при општина Куманово. За жал, тие се наоѓаат во една многу лоша состојба, тие се малтене целосно руинирани и влегуваме во фаза на изработка на проекти за нивна санација и преуредување. Веќе се работи и е завршен проектот за спортската сала, се чека постапка за дозвола, во неколку фази ќе биде санација на спортската сала и реконструкцијата. Мислам дека до крајот на ова година ќе започнеме со
дел прва фаза реконструкција на спортска сала. Имаме завршено еден проект во надворешно патерно уредување во Соколана, каде што ќе бидат целосно обновено игралиштето кое што се наоѓа надвор, дел од оградата, трибините целосно ќе бидат реконструирани и сега, како што слушнавме, се одвоени дополнителни 6 милиона денари за реконструкција на објектот на Соколана. Проектот за реконструкција е завршен, ќе бидат потребни повеќе средства и се надевам дека во почетокот на наредна година ќе започнеме со реконструкција на самата Соколана. А што се однесува во делот на спомен костурница, особено акцент стави на тој дел од градот градоначалникот, бидејќи таму извршивме темелно чистење, уредување на патерно уредување и дополнително асфалтирање на патеките. Јавното претпријатие влезе во фаза на уредување на зелените површини на тој дел од градот. Беше извршено и чистење на спомениците кои што беа ишкртани од несовесни граѓани, беа засадени нови дрвја. Сега има изработено проект и овие денови започнуваме со изведба на тој проект, каде што таму ќе се постави еден амфитеатар. На горниот дел од спомен костурницата ќе има и теренски игралишта за фудбал, кошарка, каде што луѓето ќе може да одат да го посетуваат тој центар, да престојуваат и да си најдат начин за рекреација. Собранието од пред некој ден е побогато за уште двајца пратеници од Куманово кои што потекнуваат. Веќе имавме и неколку пратеници, заменици министри. Според вас ќе придонесат ли тие за проекти во Куманово за нов лик на градот? Така, Социјалдемократскиот сојуз покажа особено значење интересирање за општина Куманово преку начинот на тоа што во оваа влада и во минатата влада од општина Куманово или од општинската организација на СДСМ во Куманово има поставено повеќе функционери и на високи нивоа, меѓутоа и повеќе директори на централно ниво. Имавме еден министер за внатрешни работи, министер имавме од Куманово исто така за земјоделие, имавме двајца пратеници, сега имаме исто така двајца пратеници со се од коалицијата кои имаме тројца представници, повторно имаме министер, повторно имаме директори на централно ниво. Сето тоа многу значи за општина Куманово, бидејќи на тој начин, преку тие луѓе кои што потекнуваат од Куманово, нормално ќе биде и поголемо лобирањето од страна на тие луѓе за општина Куманово. Ние сме сведоци дека во изминатиот период владата на Република Северна Македонија особено вложи во Куманово при реконструкција на сите локални, регионални патишта кои што го врзуваат Куманово со останатите градови. Имаме изведба и изработка на 2 спортски сали, треќата веќе се работи во техничкото училиште и е во завршна фаза и секако дека ова како прашање што ми го поставивте ќе има особено значење во наредниот период да бидат обезбедени и дополнителни средства, истите луѓе да лобираат дополнителни проекти за општина Куманово, се со цел Куманово да се развива и да прерасне во еден модерен и европски град. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат граѓаните, но и што се секогаш сте отворени за медиумите. Благодарам на вас и за поканата и поздрав до гледачите. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.